Состојбата со корона кризата се стабилизира, а според податоците од Министерството за здравство забележано е благо опаѓање на бројот на ново заразени во целата држава. Во изминатите 24 часа регистрирани се 467 случаи на COVID-19, од нив најмногу во Скопје и Куманово, додека во Кочани имало тројца, а во Виница само еден позитивен случај. Од вкупниот број позитивни во државата, околу 10% од лицата биле реинфицирани. Приближно на бројот на новозаразени е и нивото на оздравени, при што на ниво на држава регистрирани се 414 лица, а од нив тројца во Кочани. Во текот на изминатите 24 часа во болнички услови починале 10 пациенти, но ниту еден од нив не е од општините во источниот регион. Пред 2 дена Комисијата за заразни болести донесе препораки за измена во мерките за заштита од COVID-19, но од владата информираат дека на седницата во средата не се разговарало за нив. Не се расправаше за истото, бидејќи препораките и предлозите од Комисија за заразни болести треба прво да се разгледат на оперативниот главен кризен штаб, кој треба да заседава наредниве денови, и записникот од седницата на штабот треба да помине на владина седница, за одлуките јавноста ќе биде на благовремено информирана. Од почетокот на ковид кризата досега во Кочани се регистрирани вкупно 4956, а во моментот активни се 22 случаја. Во Виница пак имало вкупно 1339, а активен е само еден случај. Општина Кочани повторно испрати писмено известување до граѓаните дека продолжуваат градежните работи на изградбата на втората коловозна лента на булеварот Стево Теодосиевски. Во писменото известување стои дека в сабота, 5 март, во периодот од 8 до 13 часот, сообраќајот на улицата Стево Теодосиевски ќе биде пренасочен, ќе се уриваат старите и дотраени куќи. Поради тоа се повикуваат учесниците во сообраќајот на зголемено внимание при движење и почитување на сообраќајните правила и прописи. Реконструкцијата и проширувањето на оваа важна транспортна врска во Кочани, што со децении беше тесно сообраќајно грло, почна пред околу 2 години, кога беше направена експроприација и беа отстранети најголем дел од дотраените објекти. Градежните работи пак на сообраќајницата започнаа во јули минатата година, но по локалните избори дојде до извесен застој. За викендов предстои и рушење на дел од куќите од спротивната страна на улицата, што не се реализираше досега. За комплетирање на целиот инфраструктурен проект со кој значително треба да се подобри протокот на сообраќајот во централното градско подрачје, наменети се 10.550.000 денари средства од општинскиот буџет. Во сообраќајното решение вклучена е изградба и на 2 нови кружни тека, и тоа кај двојниот мост и кај агенцијата Велјан. Над 2,5 милиони денари планира да потроши локалната самоуправа на Кочани за крпање на прекопувањата и на ударните дупки на улиците што се наоѓаат на незината територија. Сумата е на исто ниво како и во изминатите 2 години, а со неа е предвидено да се асфалтираат површини од околу 2200 метри квадратни. Дел од парите ќе се наменат и за набавка на дробен камен како тампон, потоа за набавка на дренажни цевки, како и за чистење, утовар и транспорт на извадениот материјал до депонија, што ќе одреди инвеститорот, а на оддалеченост до 7 километри. Дебелината на асфалтниот слој што треба да се реконструира изнесува 7 сантиметри. Градежните работи е предвидено да се одвиваат во наредните 12 месеци, сукцесивно според потребите на теренот, а за што од општина Кочани ќе се достави барање до изведувачот на услугата. Веќе е објавен јавниот повик за избор на давател на услугата и пријавувањето на заинтересираните компании трае до 17 март, пошто по потпишувањето на договорот ќе можат да почнат и работите на терен. Поголем дел од улиците во општина Кочани се дотраени и со ударни дупки, а има и оштетувања што налагаат итна интервенција токму пред почетокот на пролетната сезона. Четиринесетгодишниот Иван Мијалов од Кочани ќе ги брани боите на македонската младинска кошаркарска репрезентација на меѓународниот ФИБА кошаркарски турнир.
Со тоа, кочанската кошарка и нашите млади спортисти добиваат уште едно признание за талентот и напорната работа во изминатиот период. Мијалов беше селектиран во националниот тим на Македонија уште во 2019 година, како играч на баскет Дино, по препорака на сега покојните Сашо Лазарев Чапо и Благој Василев Цевка. Во кочанскиот клуб тој настапуваше 2 сезони во М14 и М15 лигата, а во минатогодишната сезона се надпреваруваше во М15 и М16 лигата, при што со кочанската екипа го освои третото место во конкуренција М15. Од надпреварувачката 2021-2022 Мијалов е играч на кошаркарскиот клуб Куманово, кој што се надпреварува во М14 првата младинска лига. Меѓународниот ФИБА кошаркарски турнир првично беше закажан за во октомври минатата година во Босна и Херцеговина, но поради корона кризата беше презакажан, а за домакин се пријави Македонија. Кочанскиот кошаркар Мијалов влезе во потесниот надпреварувачки состав на македонската младинска репрезентација, која во следните 4 надпревари на турнирот ќе се сретне со екипите од Турција, Бугарија, Косово и Романија. Привршуваат подготовките за одржување на традиционалниот фудбалски турнир Драганица Куп, чии организатори домакин е фудбалскиот клуб Осогово. Од клубот најавуваат дека турнирот е веќе закажан, а обезбеден и победнички пехар, дипломи и награден фонд. Традицијата годинава ќе биде задржана со одигрување на 16-тото издание на мемориалниот турнир Драганица Куп 2022, што се одржува во чест на фудбалската легенда на Осогово Драган Михајлов. Надпреварите и годинава ќе бидат во конкуренција на помлади пионери, односно фудбалери до 16 години, родени 2005 и 2006 година. Отворањето на Драганица Куп 2022 е закажано за внедела во 10 часот, а истиот ќе се одигра на градскиот стадион Никола Мантов. Покрај домакинот и организатор Осогово, учесници ќе бидат и екипите на Каменица Саса, Слога 1934 и Скопски Вардар. Купот ќе се игра по принципот на Final Four, односно со 2 полуфинални и по една пресметка за прво и трето место. Надпреварите ќе се играат со 2 полувремиња во трајање од 30 минути. Двете поразени екипи од полуфиналните средби ќе играат за трето место, додека победниците ќе се сретнат за прво место во финалето. Мечот за третото место е предвиден да се одигра во 13 часот, додека големото финале е закажано за 15 часот. За најдобрите екипи и поединци предвидени се пригодни дипломи и награди.